20 на ветерани на Црвена звезда вчера во Македонија дојдоа прво во Тетово, од каде заминаа за Охрид. Утре ќе бидат во Штип, каде ќе се поставува спомен обележје за Драгослав Шекуларац, кој е роден во тој град во далечната 1937 година. По основна цел е Штип, роден град на Шекуларац, му се прави спомен плоча, нели, 2 дена ќе бидеме во Охрид. Тука се Шекуларац, Кулија Чемовиќ, Караси, Милко, Бороница Шестич, многу играчи од Црвена звезда. Таму ќе дојдат и Панчеви, Најдовски, Митко Стојковски, сите играчи кои играат, Ѓоре Јовановски, сите кои играа во Црвена звезда. Значи, чест ми е да го направиме овој, како да кажем, оваа чест на Шекуларац и на пропатување за Охрид да дојдеме тука кај Бакал во Брвеница, во еден добар ресторан, да ручаме сите заедно. Благодарница на голема на Жарко Калуџеровиќ, кој е донатор и на црквата за Свети Никола во село Жилче и донатор на оваа манифестација, на оваа идеја, испомен плоча на Шекуларац во Штип. Така да уживаме, ќе бидеме некој година во Македонија и се надевам дека сите кои прв пат се во Македонија да одат за Србија со големи спомени. Ова е, значи, повод е само спомен плоча и, така да кажем, последен надпревар на Шекуларац. Е на чест од Црвена звезда, од Србија, од Македонија во негова чест. Сакам да кажем дека во недела ќе бидеме на ручек во село Жилче, во црквата Свети Никола. Така сите навивачи на Црвена звезда, на старите генерации, може да дојдат да бидат и наши гости во село Жилче. Споменикот на легендарниот Драгослав Шекуларац е дело на Методи Андонов и ќе биде во тамошниот парк. Исто така ќе се одигра и пријателски надпревар меѓу ветераните на Црвена звезда и Брегалница од Штип. Драгослав Шекуларац веќе на 80 години се потсетува дека фудбалската игра ја научил токму тука во Македонија во Штип, каде живеел до својата 12-та година. Штипу сум роđен. Првих 12 година сам сваке године долазио, чувала ме баба. Јас сум роден во Штип, ме чувала мојата баба. Кога веќе станав млад играч од 12 до 14 години, секој лето доаѓав по 3-4 месеци игра во Штип. Така овој град има доста влијание на мојата фудбалска кариера. Горд сум што сум штипјанин, еве ми се покажала можност благодарение на Жарко Калуѓеровиќ, игроначалникот на Штип, да ми постават спомен обележје. Поканата ја прифатиле сите мои пријатели, ветерани на Звезда, така што мислам дека спомен обележјето на тој начин ќе сведочи дека Штип има добар фудбалер кој ги почитува своите сограѓани и секогаш се радува на своето доаѓање таму. 10 години помладиот Станислав Караси вели дека во минатото Драгослав Шекуларац бил идол на голем број млади кои сакале да станат фудбалери. Пред свега треба да мlađim категоријама и људима мlađim само објасним кој е Шекуларац. Пред се на младите генерации треба да им објаснам кој е Драгослав Шекуларац. Тој е артист кој во своје време ја радувал цела Југославија. Човек на кој политички му било забрането да оди во странство, зашто не сме имале друг како него. Една прекрасна личност. Јас прво имав голема чест да тренирам со него, а потоа и да играме заедно. А она што е важно и врзано за мене, како дете го имам истетовирано неговото име на рака, секако како резултат на љубовта која се создаде меѓу мене, фудбалот и Шекуларац. Кога бев репрезентативец и тој играше во Југославија, секој ден сум ги чистил неговите копачки. Шекуларац тоа го ценеше и ни даваше по некој денар, за да одиме на сладолед или колачи, зашто во тоа време немавме таква можност. Тука беше и покојниот Војкан Мелиќ, кој играше во неговата генерација. Тој е таков еден лик за кој мора да имаме максимална почит кон него. Затоа и го правиме ова денес, благодарение на господинот Жаре кој е тука со нас, кој не разбра нас, ветераните на Црвена звезда, зашто сакавме да направиме еден ваков настан
областа на откривање на обележје. Драгослав Шекуларац кариерата ја започнал во 1955 година во Црвена звезда, каде играл се до 1966 година. Потоа до 1976 година играл во странство со исклучок на 1968 и последната 1976 година. 10 години бил дел и од југословенската репрезентација. Теренската кариера ја започнал од 1984 година.